Едноставно тоа што веќе 30 години гледаме ние народот, едно исто сценарио се наоколу околу нас се врти, црно-бела техника, секој си гледа за себе. Ништо различно не се случува на државно ниво, а и за народот околу нас. Обичниот граѓанин нема никаква корист. Советникот треба да даде личен придонес за иднината на Куманово, поточно за народот што е околу него. Исто така, советникот треба да е зрела, остварена личност, за да може да работи и да се залага за интересите за својот народ, а не за своите потреби, како например еве јас се сметам за една зрела, остварена личност, немам никакви ниту економски, ниту други потреби, туку имам да дадам, да му пружам на народот, бидејќи работам хуманитарно повеќе години, тука во Куманово, ме знаат многу луѓе и докажано, веќе докажано, дека тоа го работам без интерес. Па сега видете вака, оценката може да биде рамна на 0. Значи, нема мерило за тоа. Ги гледаме резултатите околу нас кои се. Сите се борат за фотелја, значи едно се ветува и после на крај кога ќе дојде на фотелја не можеш ни телефонски број, го смени телефонот, не ги познава првите братучеди, а не па некој друг да го познава. Треба да се работи за народот, значи. Како што кажав и секогаш ќе повторам, јас како хуманитарец, хуманист, волонтерски работам повеќе време. И имам многу контакт, личен контакт со луѓето. Сум газела низ води, сум газела низ снегови, сум одела по планини, сум правила разни работи, за да стигнам до тие луѓе. Значи, еден советник, кога ќе влезе внатре, треба да си го брани своето име, својот народ, народот на Република Македонија, да биде јасно. Значи, своето потекло. После доаѓаат тие други работи, редови, ќе спомнам пак да не бидам досадна, ама образованието ни е 0. 0. Можете да видите во учебниците што се пише, тоа е срамота. Исто и здравството е на завидно ниво. 0. Сега моментално идам по болници натаму за една другарка, докторите фрлаат вака, така, треба да имаш познанство за да влезеш. Јас дојдов овде со намера да се обратам до обичниот граѓанин, не до оние што има титули, и затоа зборам малце да кажеме на народски јазик, да ме разберат сите, да немаме титули, туку да бидеме сите исти. Исти, значи. И народот што чита, гледа на телевизија, вика, овој го сакаат, оној го сакаат. Не мора тоа да значи. Мене не мора да ме сакаат. Нека послушаат еден збор само. Еден збор. Не мора никој да ме сака. И јас не можам сите да ги сакам, и вие не можете да ме сакате мене. Не се работи за сакање, се работи за држава. Една држава треба да опстане, вака како што оди не опстанува. Па видите вака, јас на ова прашање би имала и јас едно прашање, а народот сам нека се одговори. Дали имавме друг проект освен COVID-19? Друг проект немаше. Што се направи? Ништо не направивме. Не направивме, рекол се, јавно множина, јас тука не се рачунам. Што направија? Ништо. Значи се трчаше, се снимаа главните во кадрови, се покажуваа се едни личности исти, заболени, незаболени, кога беше најжешкото, кога требаше да бидат со народот и меѓу народот, да се борат заедно. Беа во нивните топли домови, обкружени со нивните најмили. Додека народот се бореше за живот и за се она што му е потребно. Секогаш ќе повторам и пак ќе повторам, хуманоста е на многу ниско ниво и во државата и во градот Куманово. Значи, да почнеме од пензионерите, од учениците што се од социјално загрозени семејства. Имав случај кога барав од градоначалникот еден таблет за едно детенце. Тој таблет не стигна во негови раце и морам да го спомнам Александар. Почина и не доби таблет. Сега малку ми е незгодно тоа што ќе го кажам. Таблетите кај завршија немам појма. Го побарав на социјални мрежи како хуманитарец, на тоа в семејство со 3 деца, од кои 2 со многу тешки дијагнози, не беше. Немам ништо против моменталниот градоначалник Максим. Ама некои врисоци, некои наши
работи едноставно не доаѓаат до него, дали не ги чита, дали не ги прати. Не знам во што се работи. Малку повеќе внимание ако успее во овој мандат или не знам како што да поведе за социјално загрозени семејства. Тука се работи и за животните по улиците што се луѓето ги ритаат, ги удираат, ги тепаат со пушки. Какво е тоа понашање во Куманово? Нашите деца што ќе гледаат? Каков пример ние едноставно даваме на децата? И со борби со кучење, многу работи има тука да се разјаснат. Јас немам табу за ниједна тема. Можам на се да зборам, на никого, отворено кажам, не му се плашам. Затоа што не зависам од никого јас. Ниту тука во Куманово, ниту во Македонија. Остварена личност, имам свој приход, имам се свое. И можам да му помогнам и на друг. Поради тоа го кажувам сето она што не може некој може би да го каже. Погледнете по улиците, имаме питачи. Имаме луѓе кои немаат навистина во 12 часот ми звонат, немаат млеко за детето. И од социјално ми се имаат јавувано. Да ми бараат телефонски броеви, адреси, кои се тие за кои јас барам. Тоа никогаш, Господо, нема да го добиете од мене. Бидејќи јас работам за мене, сум волонтер и не сум во ваша, како да се каже, не работам за вас. Јас сама за себе работам и за мојот народ што е околу мене. Не знаат тие на кои помагам. И Единствена Македонија секогаш. Во Единствена Македонија пронедов нешто што другите партии немаат. Ние во нашата програма имаме неколку важни точки во кои се впатени сите категории на граѓани, од најмали до најстари, возрастни. И исто така по улица имаме доста исфрлени миленици. Исто така и за нив, подоцна ќе се вратиме на тоа. Јас како хуманист, хуманитарец, доста време работам, видов, изработив на тоа поле и сум запознаена со нивните потреби. Од стриктно лични контакти, значи не од слушното, не од видено од друг, туку видено лично со мои очи, слушнато со мои уши. Секојдневно го слушам гласот на народот кој поточно кажано е некој плач, врисок, како некој кошмар тука ечи во моите уши. Немаме ова, немаме она, знаеме сите многу добро. Што немаме? Ете тоа. Да го подобриме животот на кумановци, кумановчани, начинот на кој ќе им отвориме работни места, за да може да се вработат и тие кои не се партиски определени или подтрчковци, така наречени, за да можат да се сместат сите мачки, кучиња, животни, бидејќи во Куманово имаме многу квалитетни ветеринарни станици, како би кажале амбуланти, кои со отворени раце ќе ги пречекаат. Имаме волонтери многу групи имаме во Куманово, нема да ги набројувам, бидејќи немам дозвола, ама се знаеме кои сме, што сме. Пензионерите треба да имаат посебни програми за занимација и слично, бидејќи сега сме во една ситуација на ковид. Самиот пензионер, седејќи дома, имаме пензионери кои дома се сами, останати вдовец, вдовица и слично, нивните блиски, фамилиарни се или во странство или во други градови. Нема кој да ги посети. Исто така може да се направи една програма со волонтери кои барем за еден обичен муабет ќе ги посетат или ќе се направи едно место. Има, знам, пензионерски дом каде што играат шах и така слично, ма тоа не е создадено место за, како да кажам, за некоја рекреација и нешто слично. Треба повеќе за пензионерите да се мисли исто. И за младите треба да се мисли. Тоа веќе го имам напишано во точките, кои ги имам направено, подоцна ќе се навратиме на нив. Ама треба да обратиме посебно внимание на тие што не створиле. Тие позади нас. Исто како и тие пред нас. Значи совети го кој ќе влезе внатре, треба да мисли за тие околу себе, за себе не и за фотелјата. Да си ја грее. За да му покажеме на народот дека постои и розов свет, а не само црно-бело. Црно-бела техника да гледаме досадно е. И јас имам изготвено неколку точки под кои се е подеден да се отвори центар за млади од 12 до 18 години. Тоа после ќе го прошириме што и како, ама веќе е тоа јасно што значи. По два, ученици кои покажуваат посебен талент и знаење да бидат подкрепени од општина Куманово. Подкрепени значи економски, парично, за да можат да се школуваат и да одат понатаму, да не стојат во место, само тие што имаат пари, нормално.
Диспансер за зависници од алкохол и наркотици. Знаеме дека со тоа се среќаваме, го имаме, очите ги затвараме како да го немаме. Зошто да ги праќаме во други градови, да се молиме, да бараме познати? Тука, во Куманово, сигурно 100% ќе има и волонтери кои ќе работат на овој проект. Општината Куманово да отвори уште еден дом за стари лица. Значи, нема доволно капацитет. Се повеќе народот бега од оваа држава. Бега, остануваат сами. И таму немаат, например, еве јас пак ќе кажам, знам, сум запознаена, немаат душици, немаат многу материјал, немаат ништо. Во овој веќе што постои. А еве сега ќе каже некој, смешно е, барам друг. Да, барам реновирање комплетно на овој сега што го има и уште еден друг старски дом, да се створат услови и да се изнајде решение за слободна продажба на сезонски земјоделски производи. Знаете дека луѓето ги бркаат од пазарот, што работат по нивите, горат на сонцето, тоа им се единствени, што се вика, приходи, и за да не висат по социјално и на други места, тие доаѓаат тука честно да си го заработат левот. Ги бркаат, значи тие со кофи, патлиџани, со пиперки, не знам, со не знам што уште друго, бегаат. И казни добиваат надзгора на тоа. И потонуваат. Значи земјоделецот треба да биде ценет. Неговиот органски, биооргански производ треба да биде подигнат на високо ниво и да се појде по тие нивите, да се види како се работи. Значи треба да го разгледаме тоа од многу поголеми аспекти, ќе се надоврземе друг пат, да се отвори стационар за миленици, значи напуштени животни да не бидат под ведро небо, значи не е битен само човекот, туку и милениците и зелено Куманово, нормално. Паркот доле цел го исекоа, не знам кој го исече и не сакам да знам. Ние треба да направиме уште еден парк, а не да го уништуваме овој сега што го имаме. Тоа е една многу важна работа. Јас лично се надевам на квалитет, а не на квантитет. Значи, треба да се гласа за квалитет. Народот треба да го распознае квалитетот. За оној што се труди, за оној што сака да направи напредок да има, а не да останеме на исто ниво. Значи, треба да одиме понатаму. Тоа што има многу кандидати од советнички листи не значи ништо. Ништо не значи. Може само да значи дека се повторуваат едни исти 15 години. Тоа народот сам го знае. Слушам муабети по улици кај мене што доаѓаат луѓе во хуманитарна и слично. Значи, ние немаме имиња нови. Ние имаме стари имиња. Значи, еден мандат, втор, трет, четврт, дај, сменете нешто. Ако сакате подобро да добиете. Пробајте. Ништо не е страшно. Не е страшно. Алергија не се добива. Нема ни анафилатички шок од тоа. Нема страшно. Пробајте, видете како ќе функционира. Еве, например, ние од Единствена Македонија не ветуваме пред време, не даваме ништо пред време, како другите што прават, не подкупуваме народ. Ние едноставно на збор, што вие треба да ни го верувате и после ќе ви покажеме што можеме да направиме. Не за џабе тука седиме во позадина, згазени од други толку години. Значи напред, треба да одиме напред. Гласите за мене, гласите за Единствена Македонија, тоа е многу важно, за да видите која е разликата после. Јас сум тука, тоа да го докажам, во Куманово сум, секојдневно сум со народот, не се кријам, знаат сите, секогаш сум отворена за муабет и на телефон, имам само еден телефонски број кој може да го добие секој во Република Македонија и надвор од неја. Немам приватен домашен онаков ваков телефонски број, еден телефонски број, во секое време народот ми врти и ме добива. И за ова исто. Се надевам дека квалитетот ќе победи и не се работи за естрада, не се работи за слично, па да бидеме фанови. Заборавете да бидете фанови. Бидете вклучени во тоа што ќе го смени градот Куманово. А тоа сме ние. Ние тоа ќе ви го покажеме. Не за џабе сега седиме и чекаме. Ние од Единствена Македонија сме сигурни дека знаеме како треба, ќе ви покажеме со резултати, а и покажано е. Значи не сме мрднати од нашето место, од нашите точки, од нашето верување толку години, а не па сега да мрднеме. Не се подкупуваме, не подпадаме на ничи збор.
Како што веќе реков, пак ќе се вратам, никој не може да ме разубеди од тоа во што верувам јас. И никој не го терам да верува во мене. Нека победат најдобрите, ама не тие што повторно, како реприза на некој си филм од 30-тите години, ги гледаме се едни и исти лица, титули, доста се титули. И јас имам титула, не ја спомнувам воопшто. Зошто? Затоа што откако дојдов во Куманово, јас сум повратник од странство, од Италија, тоа го знаат сите, не е проблем, од мои приватни причини. На тоа место кај што бев, докторот се покажува како човек спрема човекот. На сите места тие се некако како понизни. Овде кај нас се чекаат тредици, тоа е страшно. Дајте нешто да го смениме тоа. Ако сакате да бидете и лечени, и образовани и сето тоа, значи да нема партиски запослување и слично. Значи кој си го има успехот ќе си го добие преку нас 100% гарантирано. Гласајте за најдобриот, а најдобриот е тој што е нов, што не е истрајан, што не е исцеден. Значи, има волја да работи. Мене фотелјата не ме интересира, јас можам да имам фотелја во секој момент кога сакам, сама ќе си отворам, ќе си работам било што, не ми е гајле. Како што реков, тоа не е фалба дека некој економски е ситуиран, ама тоа значи дека јас нема да берам, што се вика, нешто од народот. Мене не ми треба ништо. Мене ми треба народот да може да живее. Значи, слобода за народот. А не да се тресе пред некој да му се подчинува. Тој бил тој бил директор, тој бил ваков. Не. Единствено Македонија е овде да покаже на народот како што треба да бидат сите исти. Значи, немаме прв и вторедна граѓани.